Во време кога вештачката интелигенција го минува светот, една македонка чекори меѓу светските лидери во технологијата. Елена Димовска, сертифициран Microsoft тренер, раководител на одделот Дата и вештачка интелигенција во СЕМОС Едукација. Една од првите инструктори во светот што одржале обуки за Microsoft Copilot и Copilot Studio. Денес работи за компании како Volvo, Shell, Primark, Raiffeisen банка. Пренесува знаење низ светот, носејќи ја македонската експертиза на глобалната сцена. Во тренинг разговараме со жената која освојува и споделува знаења, технологија и визија. Елена Димовска пример дека во Скопје може да се стигне до врвот на светската вештачка интелигенција. Ке се обидам да ја демистифицирам потребата за имплементација на вештачка интелигенција во бизнисите, така што би рекла дека имплементацијата на овие сервиси, односно, услуги, да кажеме, од големите вендори, каде што е имплементирана генеративната вештачка интелигенција, може да ја зголема продуктивноста на компаниите. И веројатно ова е најдоброто нешто што би му се случило на еден бизнес, бидејќи зголемувањето на продуктивноста на вработените значи зголемување на нивното задоволство, со тоа насочување кон суштинските работи, а се разбира на крајот би требало да значи и раст на самата организација. Па затоа целиме кон тоа да со имплементација на особено алатките со генеративна вештачка интелигенција се потрудиме да ги ослободиме нашите вработени од репетитивни таскови. И да речеме, ќе го земам примерот на големиот вендор Microsoft и нивниот Copilot како алатка која користи генеративна вештачка интелигенција, базирана на OpenAI моделите, во моментов GPT-5, каде што овој Copilot е интегриран во веќе постоечките услуги или производи кои Microsoft со години ги има во своето портфолио, како што е познатиот поранешен Office Suite, сега Microsoft 365, каде што се вклучени нашите добро познати Excel, Word, PowerPoint, Outlook, Teams и така натаму, и сега зголемени или подобрени со Copilot во рамки на истиот сервис. Што тоа ќе значи за еден вработен, пластично прикажано, да речеме, кога градиме еден документ, кога пишуваме еден документ во Word, досега можевме да го пишуваме нели со наша инспирација, сега можеме да го искористиме Copilot да не инспирира, да му дадеме насока на Copilot во Word, да напише текст за нас кој што е базиран на определена тема, при тоа црпејќи податоци од нашите корпорацијски документи или од општо познати јавно достапни документи кои што се низ целиот интернет достапни. Понатаму во PowerPoint за брзо време можеме да креираме PowerPoint презентација базирана, повторно ќе кажам, на документи кои што се сензитивни. Внимавајте, тука ја чуваме безбедноста на податоците во рамки на компанијата, користејќи сигурни и безбедни системи, како што се системите на големите вендори во овој мој пример. Тоа е Copilot на Microsoft. Што значи имплементацијата на вештачката интелигенција? Тоа би значело процес кој што вклучува две паралелни фази, и тоа корисничко приспособување, особено значајно за компанијата, што вклучува безбедносно приспособување на системите кои веќе екзистираат во компанијата, и од друга страна корисничка едукација. Вработените треба да знаат како да ги користат овие алатки со цел, се разбира, за сопствена лична поголема продуктивност, а понатаму и оптимизација на процесите во компанијата. И она што е исклучително важно се разбира е дека соработката помеѓу агентите кои што може да произлезат од Copilot, кои што се специфицирани на определени задачи, а произлегуваат од самите процеси во компанијата, да речеме дека сакаме да креираме еден агент кој што ќе помогне на нашиот департман за човечки ресурси полесно да речеме сублимира некаков пул на кандидати кои што одговараат на описот на огласот за работно место кој што департманот за човечки ресурси веќе го огласил, така што можеме да креираме дополнителни сервиси
во рамки на нашата компанија користејќи low-code платформи. Тоа е моќта во моментов на да ја нарекуваат демократизација на вештачката интелигенција, која големите вендори како Microsoft ја понудуваат на своите корисници и се разбира секоја една компанија треба да го искористи овој бенефит, да ја зголеми личната продуктивност на вработените, а со тоа и растот на компанијата. Довме до крајот на уште едно издание на ТВ магазинот Трилинг. Довидување до идниот петок во исто време, во меѓувреме читајте на trilling.mk. Пријатна вечер.